тоа ќе ти одговорам дека професијата не ја одбрав јас, туку таа ме пронајде мене. Па е само по себе авантура, па затоа дозволете ни да поминеме и до крај да бидеме херои. 193. Во последно време најчести причини се човечки фактор и затоа ве замолувам да престанете со палење на стрништа и на шуми. Најдобрата страна на професијата е сопругата да те доживее во униформа и да стоиш горд во униформа со своето семејство. Па најлошата страна на професијата лично за мене е стравот дека не би се вратил во ред или повреден дома кај своите. Мој работен ден изгледа прием, дојава, аларм, акција и време за смена. Најризичната ситуација досега лично за мене е соло настап во подрум. Колку е лесно да се љуби. Се шегувам. Значи не е лесно, меѓутоа со соодветна техника и правилно поставеност на телото успева и на себак не е лесно. Не е добро познато, но истовремено и непријатно. Сум бил дел и тоа траело 2 дена, се работеше за пожар на отворен простор во случајов шума. Секојдневно да, но во последно време работам само со својата тежина и тело поради известни повреди на работното место. Пожарникар во Македонија се станува со желба за униформа и среќа да те примат. Па почнале од главата, нели, ако не е проблем, со шлем на кој на него има батериска лампа, под шлемот носиме подкапа, горе почнува едниот дел од дводелното противпожарно и огнеотпорно дело. После тоа доаѓа сигурнисниот колан на кој што од едната страна стои само спасително јаже, од другата страна стои секира. Доле доаѓа долниот дел од оној што го спомнаме претходно противпожарно дело и најдоле доаѓаат чизмите, да не ги заборавиме ракавиците и најбитниот дел од нашата опрема кој истовремено ја отежнува работата е апаратите за дишење и маските заштита. Беше втор пат да се биде прв на своите колеги. Мислам на спуштање од шипка, да се биде одговорен пред народот, да се изолираат од местото на горење и сите препреки да ги искористат, да се оддалечат од вдишувањето на чат и да повикаат 193. Црвено, како тревога.